Диме Петрески е сестран уметник од Прилеп кој што работи во повеќе техники, како што се ваер врапингот, обработка на скапоцени камења, филигранство, како и изработка на уникатни 3D слики каде објектите на нив се од обоени камења. Со уметност започнал да се занимава пред околу 25 години, и тоа со ваер врапингот. Прво започнал како препродавач на бижутерија, но потоа решил сам да ги креира делата. Обетки, алки и прстени со ваер врапинг. Тој дел и ми е најлесен, наједноставен, најмногу можам да постигнам, да речам, успех во креација во овие производи. И затоа се снабдив со мониста, со жици, најразличен вид. Претежно работам во алуминиумски легури, кои што се лесни за носење, лесни за обработка и се едноставни за носење кај жените, му се лесни за носење и така. И не оксидираат жиците, што е најбитно. Една од најинтересните техники кои што ги работи е обработката на драги камења, кои што сам ги наоѓа по Прилепските планини и потоа истите ги става на сребро. Најинтересна е обработката на далеку познатиот Прилепски корунт или Прилепски рубин и сафир. Значи групата е корунт, према бојата се дели, ако е црвен е рубин, другите сите бои е сафир. Значи плавата боја, тегет боја е најпозната за сафирот, меѓутоа има и розев и безбоен, така, повеќе нијанси на сафири. Го носат и на саеми, кај што го продаваат. Значи секаде е застапен како македонски рубин. А во цела Западна Европа, освен Русија, значи сета Европа, само во Прилеп, во Македонија, е застапен нашиот рубин. Нашиот рубин, најпознат, не е во најсветски најквалитетните, затоа што содржи одредени инклузии, се појавуваат како ластови на самиот рубин. Подцврстина корундот бил веднаш за дијамантот и затоа бил тежок за обработка. Се обработувал истиот со дијамантски брусилки, а за да добие некоја форма, Петрески еден рубин го обработувал и по неколку часа. Вели дека кај нас овие скапоцени камења се бараат помалку поради слабата финансиска моќ на граѓаните, а и кога ќе продадел нешто, тоа не било онаа вистинска вредност на каменот. Тежината е во карати. 0,2 грама е 1 карат. Например, ако е една цена 1 грам 20 на 25 евра, или 1 карат од 4 до 10 евра, зависи од бојата, од квалитетот на рубинот, тоа постигнува многу големи цени во странство. Значи сум ги гледал рубини се со добар квалитет, ама од 4 карати, 2 камчина коштаат 400-500 евра. Создава и 3D слики од камења, каде што најчесто се представени рибите. Значи претежно се изработени во камен, рибите, користам и школки. Претежно се рибите изработени морски, затоа што колоритот е подруг на морските риби. Користам дрвени рамки, лесонит, акрилни бои, така, тоа креацијата е бескрајна. За сега своите производи ги продава само во Македонија и туристите кои што доаѓаат тука, но идејата му е истите да започне да ги пласира и во странство. Петрески исто така вели дека во иднина сака од страна на уметноста да се проба и да започне уште со сликарството.